Во вестите на М-нет телевизија ќе гледате. Се уште не е пронајден сторителот кој ги труеше домашните миленици во Пробиштип. По бројните реакции од граѓаните, градоначалникот Тони Тонески оттаму вели дека случајот е пријавен и се постапува, но истрагата е во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Граѓаните реагираат дека отровот бил оставен и во дворови, па затоа и натаму бараат расчистување на случајот. Цената на храната е зголемена под 1% во месец април во споредба со март. Најмногу поради зголемените транспортни услуги кои влијаат на крајниот износ на инфлацијата. Очекувањата се дека во месецот предна ситуацијата ќе се стабилизира, а инфлацијата да биде под 4%. До крајот на годината системот Safe City ќе биде имплементиран низ цела Македонија. Министерот за внатрешни работи Тошковски дециден дека имплементацијата ќе оди постепено од град до град. Неговите тврдења се дека системот веќе дава резултати и ја подобрува безбедноста. Со стари адити и обичаи, верниците ги празнуваат Георги Победоносец и преполовение Руса среда. Со берење врбови, гранчињи, лепешки, штипјени го почна одбележувањето. Вечерва домашни слави и имендени. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.